Победата на европската десница може да донесе само бенефит за Македонија. Фактот што десничарите ќе продолжат да владеат со ЕУ, а сега и кај нас, може да биде само од корист за државава, вели Залфа, универзитетскиот професор Васко Наумовски. Според него соработката на ВМРО-ДПМН со своите сестрински партии во минатото ги донеле најголемите успеси на Македонија во евроинтеграциите. Оптимист е дека сега може да има нова енергија околу проширувањето на Европската унија. Доколку направиме една анализа во изминатите 20 на години, ќе видиме дека секогаш кога на власт во државата било ВМРО-ДПМН се правеле покрупни чекори во поглед на европската интеграција. Така беше и со склучувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација, така беше и со визната либерализација, позитивните извештаи, диалогот на високо политичко ниво. И овој пат, кога ќе имаме политички и идеолошки сродни партии и во владата на Македонија и во Европската комисија, ќе можеме да имаме еден дополнителен вид на соработка и еден нов ентузијазам во процесот на проширување. Јасно е дека на предлог на Европската народна партија претседател на Европската комисија останува Урсула фон дер Лајен. Наумовски вели ке се направи еден вид широка коалиција меѓу победниците кои добија 186 пратенички места, социјалистите и социјалдемократите кои добија 133 и либералите кои добија 82. Видливо е дека повторно ќе се воспостави една така наречена широка коалиција помеѓу партиите на Европската народна партија, социјалистите и демократите, како и либералите во Европскиот парламент, што значи дека овие три структури ќе имаат едно стабилно мнозинство од преку 400 пратеници во Европскиот парламент, што ќе им овозможи да ја формираат идната Европска комисија, како и во минатиот состав, сосема е веројатно дека претседателот на Европската комисија ќе дојде на предлог на Европската народна партија. Убедлива победа десницата однесе во Италија. Партијата на премиерката Џорџа Мелони, браќа на Италија, освои најмногу гласови. Крајната десница победи во Австрија, а крајно-десничарската партија на Герт Вилдерс е на второто место во Холандија. Во Унгарија на тронот останува Виктор Орбан и неговата Фидес. Цената на овие избори најскапе ја плати францускиот претседател Емануел Макрон, кој доживеа катастрофален пораз од крајната десница на Марин Ле Пен. Поради тоа реши да го распушти парламентот и да распише парламентарни избори. Првиот круг ќе биде на 30 јуни, а вториот на 7 јули. Тежок пораз доживеа и германските социјалдемократи на канцеларот Олаф Шолц. Тие сега се трета политичка сила во Германија.